Културно-уметничкото здружение Коњаница Букефал првпат годинава во чест на празникот Илинден организира коњанички марш низ повеќе населби во Куманово. Маршот започнува денеска од црквата Свети Димитри во Тромеѓа, пошто коњаницата ќе продефилира во населбата Карпош, во Ајдучка чешма, Перочичо и вечерва во населбата Иго Тричковиќ. Маршот ќе продолжи и следните 2 дена, а кои населби ќе бидат посетени ќе слушнете од изјавата на Иван Цветковски, организатор на Илинденскиот коњанички марш во Куманово. По повод 2 август Илинден организираме една традиција, историја, култура во нашиот град. Ова идеја многу одамна се роди, уште пред 3 години, но немавме услови, тоест јас немав услови, бидејќи цела работа претежно сега оди преку мене. Значи, претежно планираме сега не да одиме до 1 август и 2 за Крушево, него ќе бидеме по градот Куманово, за да ја представиме традицијата тука во Куманово, народот тука да види, бидејќи ако одиме до Крушево, народот ништо нема да види, значи буквално зборам за кумановскиот народ, и тука мислам дека не е толку застапена ова традиција и култура, и сакаме да разбудиме млади кои ќе тргнат по нашиот пат, да ја негуваат традицијата, културата, нешто што е дава многу позитивни вибрации кај младите за да се борат за традицијата и културата. Може да видите, првично имавме многу планови, јавно објавив кои местни комитети не повикаат да одиме таму. Првично не повика местно население Карпош. Тргнуваме од Тромеѓа, од црквата Свети Димитрија. Од тука се движиме населба Карпош, потоа се движиме кон населбата Ајдучка чешма, потоа идеме во населбата Банао Трело, од тука завршуваме, одиме во населбата Иго Тричковиќ. Тоа се работи за очетвото. За упеток е планирано да одиме во населбата Вера Которка и Доброшане, а потоа завршуваме на соборот Свети Илија во село Рашица. А како главен настан во Куманово ќе го организираме низ парада низ улиците на Куманово со завршно дефиле кај спортска сала. На една улиците ќе видиме која, таму ќе застануваме завршно 10-15 минути и си продолжуваме кон дома. Моментално почетно имаме 9 учесници, што е одлична бројка за прв пат. Што е тешко ова време сега да се најде конј, има многу јавачи се ја пријавија. Порано може да беше тешко да се најдат јавачи, сега има многу голем број на јавачи, а мал број на коњи. Тука имам 7 коња, 2 коња ќе ни се приклучат од други ергели. Сега за стартна позиција мислам дека е доволно. Ние имаме од гости јавано и со 9 коњи исто, 10 добра атмосфера. Битно да има позитивна енергија и хармонија на традиција и култура. Јас како патриота е слободно да кажам, значи имам јавно неколку пати до Крушево. Идејата ми беше да тргнем од мојот град, али условите се многу тешки. Немаме поддршка од општинава, треба големи финансиски средства, поддршка од логистика, поддршка од луѓе. Пример, ако од Лисиче ги требаат 7 дена за јавање, нас ни треба 8-9 дена, што е дополнителен проблем за јавачите, кои некои одат на работа, некои не се слободни, така да не е лесно и да се јава 10 дена. Треба подсврсти малку луѓе, спремни, добри јавачи. Така да ова е убав спорт, позитивен, но и тешок. Тука планот ми е да направам ергела со додатен комплекс на конак и соби кој ќе подоцна кој ќе биде готов да се произлезе со тури, со ручеци, со доручек, со некои презентација на туризам на нашиот крај Кумановски што не е развиен. Тоа се работи. Клечоце, Шупли камен, Орашац, Нагоричино, Косматац од Которскиот крај. Значи, една презентација на нашо поднебје тука. Да не бидеме во различито, кај мене, пошто сум бивш припадник на армијата, обично сакам еднообразност да биде. И не само да биде еднообразност, тука да биде и традиционално нешто. Отидов во музеј во Куманово, таму имав 2 носи од Которската и од Шопската. Направиме една уникатна средина која ќе личи најблиску до кумановската униформа. Кумановско нема многу за кумицко, него има повеќе гласини.
Бидејќи имам контакт со постари луѓе, за време на Крушевската република има една чета отидено, а втора чета кога сознале дека веќе е воспоставена Крушевска република, трнале и некаде доле до кај Свети Николовско веќе да разбрале дека било угасено во Станиево.